се случи промоција на една интересна книга, станува збор за пиеси за обоа и пијано, од магистер Васил Атанасов Фчев, познат и признат обоист во македонската музичка сцена, долгогодишен вработен во Македонската филхармонија. Господине Атанасов, добра вечер, добре дојдовте. Чест ми е што имаме можност да поразговараме на промоцијата на ова важно музичко дело кое што излегува во Македонија. Како дојдовте пред се на идеја да издадете една ваква? Добро вечер и поздрав до гледачите и благодарам на вниманието на телевизија ВИС. Секогаш е во центарот, ги прати сите културни избедувања и други. И со задоволство дојдов во Струмица да ја реализираме ова промоција. Идејата одамна е во мене, тлее што се вели, повеќе од 20 години, бидејќи освен како солист, обоист на Македонска филхармонија и самостален солист, се занимавам долго години со педагошка дејност по музичко-балетскиот центар во Скопје Илија Николовски Лу и камерна музика на факултетот за музичка уметност. Минатата година, нели, ова опака болест ја зафати Европа и светот и тие скици кои беа на хартија и во главата уште се обработува, решив да ги ставам на нотно писмо комплетно со клавир и тргнувајќи од тоа дека и јас се мачев со моите ученици, барајќи литература, таа беше све повеќе од странство, руски книги, бугарски, англиски, германски. Тие имат цели едиции од почетна школа, пиеси. За жал, кај нас немаше таков албум за деца и млади, јас како што го велам интимно, и се одлучив да направам обработка на познати македонски фолклорни теми. Така да гледав да опфатам према возраста на децата и како што одиме према крајот, тие се 15 композиции, односно 12 се народни и 3 мои соло композиции направени за обоа и клавир, со цел да има тие млади таленти да свират наши фолклорни теми во класичен стил, воедно се запознаваат со нашето културно богатство и наследство и да тоа го пренесат и на блиската околина, на публиката, на другите ученици кога одат на превари да отсвират македонска композиција. Ова книга е и повеќе наменска. Ако јас ја нареков за обоа и пијано, видејќи обоата е мојот инструмент, но тие може да се изведат на виолина, на флейта, на кларинет, на фагот, на саксофон, на повеќе инструменти. Така да од можноста на ученикот во кој степен е и така може да ги свири тие композиции. Ние имаме многу избор голем, нели, на фолклорни теми, но јас се одлучив за тие бидејќи сметав дека тие се едни од најпознатите и даваат еден посебен белег. Господине Атанасов, вие испомнавте во вашето обраќање, но и се наблюдува дека имате посебен однос кон фолклорната музика и со ова дело го потврдувате тоа. Колку е таа важна и за развојот на еден надржен талент, но и за професионалецот музичар? Секако дека е важна, мислам за мене посебно, бидејќи јас потекнам од таква фамилија кај што скоро сите се музичари. Некои не се професионални, нели аматери, од мојот дедо, да кажам, таткото на мојата мајка. Тој бил извореден тамбурџија, дедо Ламо, Ловчански, кој со тамбурата знаел да испее таква песна, да цела прослава, дали е свадба или оја да ја развесели или да ја растажи. Потоа тоа го наследува мојата мајка, како што еден од промоторите, колегата Иван спомна, Неца, баба Неда или Неца, како што ја викат во Дабиле, и татко ми Томе, кој свиреше на тамбура и кавал, и неговата тамбура тој сам ја изработи. Потоа доаѓа брат ми Митко, кој е извореден кларинетист, нели во години, и тој издаде еден компакт диск, и вие го пратевте тоа пред 10 години. Исто и другиот брат Ѓорги, тој одеше на нижо кларинет да учи и пееше долги години, иако технолог во хорот Мирчацев. А јас бев последниот брат кој така појако се зафати со музиката, едноставно таа ми беше во крвта, да кажам, до максимум, и мојот пат од Дабиле во основното училиште водеше во Штип, во средното музичко, потоа на факултетот во Скопје, на ФМУ, и
завршувајќи магистратура и една специализација кратка во Германија, во Фрајбург, така да тоа е патот, а потоа се зависи од уметникот. Треба да се вложи многу труд и работа, посветеност, а резултатите доаѓаат. Како обоата ве профилираше, ве калеше како музичар? Сигурно е голема и силна врската помеѓу музичарот и инструментот што го одбра. Прво, би сакала да знам како го одбравте овој инструмент, а потоа како одеше вашиот пат и оваа веќе 4 децениска успешна кариера? Тоа е многу потребно и ја мислам дека ја остварив таа врска и тие предиспозиции, бидејќи нели татко ми свиреше кавал, брат ми кларинет и другиот брат и така некако потајно внатрешно, но јас се одлучив за обоата при изборот во средното музичко училиште. Се двоумев измеѓу обоа и фагот, но дури јас размислував, едно друго дете се пријави за фагот и јас реков обоа, бидејќи ми асоцираше на нашата рустикална зурла, а од друга страна знаев дека има еден човек, струмички зет, од Штип, од фамилија Докузови, тоа е покоен сега, Стојан Докузов, прв обуист на Словенечка филхармонија. И си велев, ајде ако има Господ, ќе се сретнат со него, ќе ми помогне и се одлучив за обоата. Инаку таа е еден од најтешките дувачки инструменти. Но ако се воспостави добар контакт меѓу професор и ученик, тоа во Штип успеа мојот професор Миле Серафимов и потоа се тргна постепено. Тука беше и дотичниот господин Стојан Докузов кој помагаше. За нас е проблем писките, а инструментот е многу скап. Значи, една професионална обоа на која свирам јас е 10 до 12.000 евра. А тие се многу пари и за тогашно време и за сегашно. Мојот покоен татко му благодарам на родителите многу. Продаде на нива да ми купи една германска обоа, за која ја мислев дека е најдобрата и отидов на надпревар во Белград на Женес музикал, тоа беше. Но влегов меѓу 5 најдобри, 4-то пласиран, што значеше дека сум добар и го кажа неприкосновени мајстори на обоата од Франција, од Шпанија, од Италија. Така да многу е битно да го сакате инструментот, да ја сакате професијата со која се бавите. Не само музиката, но за уметноста и спортот е тоа најизразително. Оти ја не можам да свирам за моите деца. Тие се бават исто со музика. И кога сакаа уште во нижо, јас реков одиме заради желбата, бидејќи знаете веќе научно е докажано дека музиката ја зголемува интелигенцијата на малите деца. И тие после како особи се многу позитивни, многу се со широк поглед, така да немаше никаква усилба, дури мојата сопруга, госпоѓа Милка е стоматолог и таа стално велеше, со сите деца работиш у школа, со нашите никако. Како да работам, човече, ако ја сакат музиката, ќе свират. Јас сум кажал, ако имате проблем, ќе ме прашате, ќе ви покажам. За среќа беа добри и тие израснаа во едни големи уметници, тоа се Кристина и Томе, и тоа е тоа, треба да се сака својата професија, не само музиката, било која професија, ако ја работиш со љубов, искрено, со така задоволство, нема проблем, секој пат се постигнува добри резултати. Вклучени сте во образовниот процес, предававте и во Средното музичко училиште во Скопје и на факултетот. Има ли интерес кај младите музичари за овој инструмент? Како се развива обоата како инструмент застапен помеѓу музичарите во Македонија? И треба ли некое посебно внимание, некоја поддршка посебна од Министерството од Бирото за развој на образованието? Има интерес кај децава, но пред околу 15 на може 20 години во образовниот процес се случаја некои потреси, да кажам, негативни дејанија кои направија проблеми, односно тоа последните години ќе се одрази, иако јас бев противник на таа идеја, да се смали бројот на учениците кои свират на обоа. Наместо да се зголеми, бидејќи, знаете, сега популарните инструменти, флейта, кларинет, клавир, па и виолина, сегогаш имаат најмногу деца, но од дувачките флейта и кларинет секогаш има 50-100 деца, а на обоа има 2. И сега замислите, 2 деца кои имат интерес, едното да отпадне. И тоа е најлоша варијанта. Значи, јас во тие години правив борба да се направи во тој образовен процес и успеавме со господја Анкица Витанова да ни дозволат веќе
од 6-7 оделение, бидејќи тежок дувачки инструмент обојата, да свират во нижа, заради физикус. А и нема ни услови во смисла, ние не сме богато општество. Една школска обоја, еден обичен инструмент е 2000 евра. Најслабиот квалитет за дете да свири. Тие се големи пари за наши услови. Но, со текот на времето тоа се успеа. Има интерес, но, сега такви времења дојдоа, ако ученикот сака да свири обоја, тој бара начин, Уште на приемниот испит, после во средното се насочува и факултети, да кажем, јас од моите ученици сум задоволен, бидејќи тие настапува во Србија, во Бугарија, во Германија, во Франција и на приемни испити ги положија, ги примија во Америка, насекаде има мои ученици и јас се гордем дека сум постигнал нешто со нив. Добитник на повеќе од 120 награди со нив, државни и меѓународни, и тие се познати вуисти во нашите оркестри и надвор. Така да, задоволството е огромно, но, кажувам, ово е редок инструмент. Јас со мојата работа сметам дека и во бивша Југославија и после тоа обојата дојдов на ниво на концертен инструмент, бидејќи имав многу настапи и во земјата и во странство, и еве вечерва видовте 12 CD изданија и една LP плоча, сега доаѓа и книгата, и тоа не е мала бројка, јас сум задоволен, секогаш може и повеќе, но да сме живи и здрави, ако има шанса. Дали работите на некој нов проект? Или имате во замисла? Не, за сега, како реализација за следната година, ќе испадне конкурсот на Министерството, би сакал оваа книга со сите композиции на концерт да ја изведам, како авторски концерт, и сите композиции од прва до последна да ги отсвирам во Скопје и во Републиката, за да може тие млади генерации и мои колеги и другите ученици и студенти да слушнат, оти ова, реков, е повеќе наменска. Там може било која композиција и на виолина да се свири, и на кларинет, и на флейта. И овој учебник е првенче, да кажем, од таков вид. Е сега насловот е, бидејќи јас свирам обоја и ги направи за обоја. Но можноста да свират и други е отворена, така да тоа ме радува и верувам ќе има што да свират деца. Се надевам дека онака како што замислувате и посакувате, следната година ќе се видиме овде во салата на Дом на култура да слушаме концертот од оваа книга. Да сме живи и здрави, се надевам и јас. Ви благодарам на внимание и поздрав до вашите гледачи и до моите струмичани. Ви благодарам уште еднаш.